Господине Секирарски, што може да очекува Македонија денеска? Да, најпрви за изминатите 24 часа имавме поголеми врнежи од дожд. До изутрина до 8 часот за изминатите 24 часа најмногу воден талок е измерен во Кумановско, 44 литри на метар квадратен, но исто така поголеми количества над Полошката котлина имаме 36 литри на метар квадратен во Пожаране, 26 во Маврово, а исто така и количества позначајни имаме и на истокот, во Крива Паланка и во Берово по 25 литри на метар квадратен. Врнежите од дожд беа чести и преку ноќта и во предпладнево денеска имаме врнежи од дожд претежно за северот и за западот од земјата. Облачноста на југот од земјата е умерена и таму имаме и почести и сончеви периоди, но имаме и појава на грмежи претежно во струмичкиот дел. Ова облачност ќе потрае и преку ноќта и во текот на првиот дел од денот утре. Утринската температура ќе биде и пониска од ова што имавме ова утро, во интервал ќе биде од 5 до 11 степени, а дневната температура малку повисока од 12 до 19 степени, во Скопската котлина сепак малку посвежо до 15 степени. Врнежи од дожд имаме во текот на утрешниот ден претежно во предпладневните часови и тоа повеќе ќе имаме во западните и источните делови од земјата, а веќе во попладневните часови ќе бидат почести сончевите периоди. Ова намалување на облачноста ќе биде и во следните ден-два, меѓутоа следува сепак период на едно променливо облачно време и понатаму со услови за врнежи од дожд претежно во попладневните часови, а дневните температури во следниве денови се до петок ќе бидат во постепен пораст, па и до 23 степени на југот од земјата. Така, значи може да очекуваме затоплување до крајот на неделата? Да, благо покачување пред се на дневните температури, а сепак утринските температури веќе утре наутро и задутре ќе бидат малку пониски и ќе биде посвежо во однос на денешново утро. Ќе имаме до четврток сепак и повремено засилен северозападен ветер. Веќе сега во Скопскава котлина ветерот веќе повремено засилува, исто така и во Штипско, а овој повремено засилен северозападен ветер ќе биде значаен вдолж Поврдарието и во следните 2 дена.